Сојузот на Сдруженија на пензионери на Македонија е најмасовна невладина мултиетничка организација. Во изминатиот период бележи видливи резултати кои се во интерес на пензионерите. Како едно од најголемите достигнувања според Драги Аргировски, председателот на Сојузот, е бесплатното болничко лекување за сите пензионери со подпросечна пензија. Годинава имаме наш предлог, што го припати и владата на Македонија, сите пензионери кои имаат испод просечна пензија, која сега е веќе 12.450 денари, да имаат бесплатно болничко лекување. А тоа, знаете, се 160.000 пензионери го добијат тоа право. Покрај ова што имаме во Скопје и во други градови, веќе имаме Битола, Прилеп, верувам и во Тетово ќе треба да има бесплатен автобуски превоз. Имаме сега и плюс, тоа има еднаш во викендот, на еден од викендите во месецот, да има бесплатен железнички превоз за пензионери, тука и за студенти, има и за млади. Зборуваме се овој случај за пензионери, секој втор викенд. Вие бар имате можност во Тетово тоа да го користите, имате железнички превоз. Се оди само единствено во железничка станица, со лична карта се добива бесплатна карта за превоз и уште повеќе што таа е и осигурана за од дотичниот случај пензионерот. Тоа е придобивка многу добра, јака и мислам еве 2 викенди такви имавме, има големо интересирање меѓу пензионерите, па и од пензионерите од вашите општини. Не само од Тетово, туку и од другите општини тука што се во околината. Право на старосна пензија осигуреникот стекнува со полни 64 години за мажи, односно 62 за жени и најмалку 15 години пензиски стаж. Сите вработени кои сакаат да го продолжат работниот век, можат тоа да го сторат доколку поднесат барање до 31 август во текот на годината. Сите вработени кои сакаат да продолжат работниот век, можат да кажеме жените да продолжат на 63, 64, 65 години, мажите од 65, 60 и 67 години. Тоа значи дека на тој начин се овозможува тие што се способни, што имаат елан, што се здрави, што навистина може и понатаму да предресуваат, им се дава можност да го продолжат работниот век. Тоа за нас пензионерите многу значи, затоа што на тој начин пари за пензии се доделуваат на тие луѓе, остануваат уште понатаму за 2-3 години, а работените уште повеќе добиваат со своето искуство, својата мудрост, пензионерите да го тоа реализираат. Законодавецот е тука многу јасен. Ако овој што работи изрази желба да продолжи, работодавецот не е тој што треба да каже не. Значи тоа значи законски продолжува. Тоа има рок до кога да го даде тоа, значи секоја година до 31 август за наредната година. Во Република Македонија моментално се регистрирани 291.001 корисник на пензија. Просечната пензија во земјава изнесува 12.450 денари.